Возете внимателно и почитувајте ги сообраќајните правила и прописи, се чини е најчистиот апел кој што постојано го кажуваме во Македонија наутро. Се однесувавме ли одговорно како возачи оваа летна сезона? Но и колку дополнително треба да сме внимателни ова, имајќи предвид дека почна училишната година, па и нашите деца се на училиште. Разговараме во утро со Дејан Андоновиќ од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Дејан, добро утро и добре ни дојде. Добро утро и подобро ве најдов. Ајде да започнеме со статистиките од летово. Се однесувавме одговорно или? Па јас морам да кажам нетипичен одговор, а тоа е оние што се однесуваат одговорно за сите лета и зими и пролети и есени се однесува и ова лето. Продолжи. Тие што се неодговорни си продолжуваат во својот манир да бидат неодговорни. Генерално зголемена фреквенција на сообраќај во летните периоди, одмори, празници, патување вон градска средина, вон државата. Сето тоа придонесува кога се зголемува фреквенцијата, да се зголемат и ризиците од сообраќајни незгоди, што од неодговорност, што од зголемената фреквенција. Мислам дека ова лето, како и претходните лета, помина во тој дух на оние МВР билтени, каде што можеме да видиме што се случувало и како се случувало. Ништо драматично не се зголемени ниту бројките, ниту сообраќајните незгоди, но ги имаше, како и секоја година, така и ова. Морам само да назначам дека институцијата која ја представувам не се занимава многу со статистика, па така ќе чекаме МВР да излезе со оние статистики на годишно ниво што секоја година за претходната година доаѓаат во февруари. Значи за 2024 ќе дојде во февруари 2025 и тоа ќе видиме каква е бројката во однос на претходните години. А претходните години веќе ги имаме бројките и можеме тука да ги споредиме. Само вчера имавме две сообраќајни незгоди, една во општина Аеродром, една кај Ману доцна синоќа. Причина повеќе повторно и денеска да зборуваме гласно на оваа тема. Дополнително фокусот го ставаме и на децата. Со стартот на учебната година и нашите деца се на улиците. Па веројатно е тоа нека ни биде и мотив повеќе да бидеме дополнително одговорни. Па првин да кажем за ова што го кажувате вие, голем град е и кога има поголем град секогаш има и повеќе шанса да има сообраќајни незгоди, при тоа не велам дека е тоа оправдување, но велам дека со поголем број на учесници во сообраќај се зголемува и бројот на неодговорни, но и можност за сообраќајни несреќи. За жал, тие билтени се секојдневни и отсликуваат едно модерно време, па и еден главен град на една држава, независно од се. Но застрашувачки се извинувам што ве прекинувам, застрашувачки се некои гледки по улиците. Пред некоја недела имавме и кола која што во Вардар влета, значи сега не знам како на што да ги припишам, меѓутоа на вистина делува дека е се понебезбедно на улицата. Вака, морам да ви кажам дека не можеме да кажеме дека е небезбедно, бидејќи ако гледаме колку има сообраќајки, ајде да гледаме колку нема сообраќајки. Да, добро, по статистиката така да тоа може малку не само статистички, туку и релативно. Втора работа ја тука би го припишал, при тоа не го бранам, старт да кажам, би го припишал и на медиумите, каде што овие денешни онлайн медиуми во трг за кликови, буквално секој сообраќајка ја пласираат, се удријат веа возила. Не зборам за инцидентот на мостот на Вардари, не велам за она БМВ вчера или завчера што се удри тоа, но сме сведоци кога се прикажуваат судир што уминатото не го правеа медиумите бидејќи нема таква форма. Ако се судрат са бајле до вечер веќе ќе помине интересот. Но морам да признам дека зголемена е фреквенцијата на сообраќајот, зголема и на бројот на возилата, зголема и на бројот на превозните средства. Значи ние во минатото, ајде да вратиме како во минатото било, ако пред една зграда по едно возило на 2 стана имало, сега има по 2 коли или возила, или како ги наречеме, на едно семејство. Да нема место за паркинг, автоматски се паркираат возилата на небезбедни позиции каде што го загрозуваат сообраќајот. Првин од тоа да тргнеме. Потоа онаа стандардна и најопасна и најживотно загрозувачка навика кај неодговорните возачи, дејство на алкохол, возење на неприлагодена брзина, но и непочитување на правила и прописи од типот поминал на жолто или поминал на црвено. Сето тоа игра голема улога. Во поголем град зголемена е фреквенцијата и на такви инциденти. Застрашувачки е секогаш
кога ќе видиме сообраќајна несреќа, а таа што нема да ја видиме застрашувачка е за оние чии најблиски се учесници во таа сообраќајна несреќа. Затоа велам, ние од Републички совет ностоп апелираме и многумина сметаат дека тие апели се ова или она. Верувам дека и даваат резултати овие кампањи кои ги правиме за да ги потсетиме луѓето. Да, знаат они дека почна учебната година, конкретно таа кампања имаме. И знаат дека треба да ги повикаме да внимаваат децата, но кога неколку пати ќе им го споменеш тоа, ќе се разбудат малце луѓето. Децата се наше најголемо богатство, да се внимава на децата, да се едуцираат децата како да учат, да се однесуваат во сообраќајот, пред се родителите да гледат пример децата, како ќе се однесуваат децата во родителите во сообраќајот, детето дека расне утре исто така ќе биде. Ако родителот е нервозен, има пцости и зборува дека све управо, а другите не знаат, и тоа дете утре ќе биде таков учесник во сообраќај. Ако е детето кај родители кои се мирни, кои почитуваат правила и прописи, кои не брзаат. Добро, брзаме сите на работа, ама тие 50 минути ништо нема да ги загубиме. Ако детето ваше ве гледа дека вие во мобилниот сте телефон додека возите, и тоа утре у некој таков мобилен каква ќе има технологија до тогаш ќе прави. Затоа велам, ние сме примерот за децата. Оваа кампања е насочена и кон образовните институции. Ние како Републички совет за безбедност, освен што апелираме до родители, до образовните институции, имаме и работилници каде што ги едуцираме децата од најмала возраст, помагаме заедно со училиштата и со МВР, преку боенки, преку игри, да им покажеме како ве сообраќајот. Впрочем, и ние кога бевме мали истото тоа го правеа, само што сообраќајот сега се шири, за разлика од ние кога сме биле помали или кога сме биле деца, така да и ние мораме сега да ги надградуваме овие деца, дека има денеска, например, и електрични тротинети. Така. Кога сме кај тротинетите, пешаци, возачи на тротинети и слично, да се ставиме сите во еден куп и ова да го дефинирам како култура во сообраќајна култура. Така, кампањите даваат ли резултат кога зборуваме и за сообраќајната култура на сите заедно, не само на возачите на автомобили? Сакам да ги споменеме тука пешаците, колку тие почитуваат сообраќајната сигнализација, што велат вашите податоци од терен кои што ги гледате после сите кампањи? Вака, прво да кажам дека овие кампањи, повторно ги кажам, ако ги гледаме бројките статистички, ако гледаме, имаат резултати. Се разбира. Бројките се намалуваат за 3, за 4 во однос на претходните години. Секој еден живот е голема загуба. На тој што загубил некој близок во сообраќајка, ништо не му значи дали е 124 или 127. Значи, 0 жртви во сообраќај е нешто што е целта и само тоа е окей. Сето друго ќе биде и една жртва да имат е трагедија. Дали дават резултат? Дават, но сега ќе одговорам на првото прашање што можеби не би требало да го коментирам. Сообраќајната култура е само резултат. Колку сте културен како народ, таква ќе имате и сообраќајна култура. Така да, ако земеме единка, оној како што јаде, како што работи, како што се движи, како што спие, така и вози. Тој во животот што ќе го видите дека со возило се префрла од лево на десно, се упикува, брза, пцуе, тоа го прави на работно место, тоа го прави и дома. Значи, сообраќајната култура се стекнува од најмали нозе. Да бидете сообраќајно културни, да не свирите, што ако свирнете, веќе му е зелено, веќе свират сите. Например, или сообраќајна култура е пешакот да го препуштите, но и пешакот треба да внимава ако гледа дека возило колата не може автомобилот да запре. Што ако имам ја предност? Зошто тој да кочи да го ризикува животот, да му возел побрзо? Да, но тоа е друга, нема ја да му пресудам. Ќе го оставам да помине, па ќе преминам улица. Како пример го давам за таа сообраќајна култура. Ние како народ имавме ниска сообраќајна култура, сега ја подигаме полека, но повторно ќе кажам, зголемена фреквенција на сообраќај, зголемен број на нови возачи, учесници во сообраќајот. Сето тоа треба генерацијски да се гради. Оттаму и оваа кампања која ја правиме, од најмали нозе децата да ги учиме да имаат, да им се подигне јавната свест и да имаат поголема сообраќајна култура. Да ги учиме. Кој?
Ние дома родителите, образовниот систем, Ние сите дома заедно. родителите сме Треба пример ли за во нив. образовниот систем да се посвети внимание на оваа Треба да тема? се Јас се обра. сеќавам како дете, не знам Ване дали го имаше тоа во училиште, ние имавме и сообраќајни знаци во училишниот двор, сега, и за да разлика возиме од- велосипеди на сообраќајни знаци и да поминуваме пешачки премин на Да не сообраќајни зборувам знаци. у домен што не ми е, али бидејќи сум новинар па можам да коментирам. Во наше време беше воспитно образовно, сега е образовно. Неба воспитно. добро. Зошто сакам да кажам? Сепак вашите деца и нашите деца, првиот пример за тоа каков човек утре треба да биде е од родителите. А потоа едукативно во училишта со помош на институции како МВР, Републички совет за безбедност. Да, ние со поенката ќе го научиме, но џабе ние денеска ќе работиме со него лево десно, ако ние утре ќе вие го кој ќе го покажеме во носите пракса у по градинка, Да. му прикажете една широка лепеза на пцости при движења, при тоа не става право можеби. И да ги замолиме воедно родителите кои што ги возат своите деца на задните седишта да бидат врзани. со Па, пояс. тоа е едно од законските одредби кои би кажал на крај во интерес на одговорот на Ване. Па не мора полиција секогаш да ве види за да ве казнира и тоа да се вршувате. Туку земете, врзете го детето, има законски одредби, има зошто е тоа така и на крајот на краиштата тоа врзување и тие законски одредби спасуваат буквално човечки животи. Така. Но, за жал, ете, некои ја плаќаат цената можеби од премногу паметнување, од премногу косење или контрирање на овие закони. Ајде да Мене скратам нема во ништо интерес ми на се време, случи. би ги кажевте собраќајките ова. Видовте ли што е причина? Има многу причини, ама првата причина што е? Неприлагодена брзина. Па сега Најчеста собраќајната причина, култура да. вели, ако е 50 км на час пропишана брзина во град, дали има празна улица или полна улица, вие возите 50 км на час. Ако возите 60 км на час и била празна улицата, веќе сте некултурни. Еве морам да прашам, веќе кога ја почнавме темава, на социјалните мрежи има и бројни групи на кои што може да се дојави радар, на кои што може да се предупреди каде има сообраќајна контрола, на кои што возачите помеѓу себе си помагаат, Зашто? односно олеснуваат како да не бидат казнати на А зашто е на тој улица. радар? Тоа не го разбирав. Никогаш не го разбрав тоа. Ја разбирам да ве запира полиција у тоталитарни држави каде што сака да ве казни по секоја цена. Може би имало некој пример, не знам. Но генерално ако ви пишува на автопат, на пат, не мора да не е автопат, на пат дека бидејќи има кривини, имате оној знак да возите 50, што е идејата 80 да возите? Па тие 30 километри побрзо возење, за пирниот праг е 100 метри. Значи при кочење на 50 е 30 метри, на 60 е веќе дупло километри, а замисли на 80 на 100. Сакам да кажам дека треба да се минува и перцепцијата, полицијата да се доживува како непријател. Не, треба да се- Во оваа ситуација, веројатно, и со летниве периоди, и со возењето брзо, тоа е единствениот глас на разумот кој што би не држал под контрола Ние мораме како да излеземе како се народ координираме, за да возиме културата, правилно, бидејќи да. зборувавме само за крај, она што сакав да го кажам. Ние мораме да испаднеме од оној еден балкански мачоизам, со 3 раки можам да возам, или зашто да во овој избори од Републички совет дека на 2 часа треба 20 минути да одмарате, тоа го имавме во апелот, ја возам без проблеми 8 сати, немам гајле. И тоа е вториот некултурен однос и третиот некултурен однос, колава сама вози, нова е, добра е, јака е, ваква е, таква е, немам гајле. А секогаш статистиката вели дека овие најубавите и најскапите коли се најголемите собраќајни несреќи. Не настрадуваат овие со 101 и фиќовци. Тоа ми беше поентата, за жал никогаш и недолжни невини луѓе ја плаќаат сметката на овој балканизам, ако можеме така Тоа е феноменот да на го собраќај. наречеме. Така. Феноменот на собраќај е што нема партии, нема вери, нема политички убедувања, нема ништо. Сите сме учесници и потенцијални жртви во собраќајот на некој неодговорен учесник. Се надеваме дека децата нема да ни ја плаќаат цената, ако ништо друго, еве за нив, никој не чека дома.